Демонстрантите за време на митингот, предводен од противниците на Зеленски, држаа плакати со пароли «Не до капитулација», «Остани подалеку од Москва» и «Рускиот газ се јаже околу вратот». Двајцата лидери се состануваат за прв пат по изборот на Зеленски во април на разговори во Париз со посредство на францускиот председател Емануел Макрон и германската канцеларка Ангела Меркел. Средбата има за цел да ги заживеа преговорите за 5-годишниот конфликт во кој досега загинаа повеќе од 13.000 луѓе. Украина и нејзините западни сојузници ја обвинуваат Русија дека воено ги поддржува сепаратистите, нешто што Москва постојано го негира. Претходникот на Зеленски, Петро Порошенко, која водеше Украина по анексијата на Крим од Русија во 2014 година и пробивањето на сепаратистичкиот конфликт со поддршка од Москва, беше меѓу оние кои го повикаа протестот. Тој притоа порача Киев да не му верува на Путин. Більш за все, я боюся, щоб він не підписав ніяких угод з Росією. І не пішов на змови з Путіним. Все. Ну, знаєте, як будь-який свідомий українець, я відчуваю, що в країні діється щось не так, щось неладне. То я це бачу, відчуваю, і я тут зі свідомими українцями. Деякі, тому я дуже переживаю, чи не вийде завтра так, що будуть чергові кроки в бік капітуляції, а я цього дуже сильно не хочу, тому що я хочу жити в своїй країні, своїй Україні, цілісній, єдиній і сильній державі. Меѓу демонстрантите беа и екстремно десничарските националисти од партијата Свобода. Новата православна црква во Украина, која освои независноста од Москва под Порошенко, во неделата одржа молитви за праведен мир и победа на Украина на разговорите. Портпаролката на Зеленски, Јулија Мендел, во неделата го осуди, како што го нарече, скептицизмот што ги наведува луѓето да демонстрираат против измислената капитулација.